Откако минатата недела по долги претходни натегања 130 работници од Прилепскиот загубар Еврокомпозит, кои го исполнуваа уставот за технолошки вишок, си заминаа од фирмата, но со само еден документ, а без денар од ветената отпремнина, состојбата во компанијата како се повеќе да се усложнува. Имено денеска струјата повторно била исклучена, а останатите 100 вработени по налог на директорот вратени биле дома на неопределено време. Плата не е исплатена повеќе од 2 месеци, а за пензиското и здравственото осигурување не можело да стане ниту збор. Истакна на денешната пресконференција председателот на синдикалната организација Роберт Богдановски. Страна на директору има ветување дека до 30 треба да зема по 50.000, остатокот од опремнината да ја зема за 2 до 3 месеци. Ама како што гледате овде ке нема фирма пари здравствено осигурување да ни плата, нема пари ни за плати да ни се исплата, а камоли тие се негде околу 130-140.000 евра да му исплата опремнината. Значи, сите што си заминаа не веруваат во таа опремнина. Најголема надеж му е дека ќе се донеси законот и дека ќе влезе во тој закон за некои мизерни 7.000-8.000 денари што ќе ги земат до пензионирање. Имајќи ги предвид сите овие околности, и стечајните работници, а и оние кои се уште се во работен однос, се закануваат дека повторно ќе одат на протест во Скопје, бидејќи, како што велат, се чувствуваат повторно излажани и изманипулирани. За плата прашуваме, не се знае кога ќе се пушти. И денес се слушнав јас со овие 130 луѓе што си заминаа, тие се во најава за да одат за Скопје за протестираат, тие се 150 луѓе. И најверојатно и ние уште 100 ќе се приклучиме и веќе еднаш да секогаш да се решава проблемов. Инаку последните ветувања од владата биле дека доколку си заминат овие луѓе како технолошки вишок, наводно веќе известниот инвеститор ќе ги обештедил и нив, а на компанијата ќе ги обезбедил и непречена работа, во што еврокомпозитовци се помалку веруваат.